Значи, почитувани дами и господа, без разлика дали на пешачки на протест или на Евровизија, ние, ако не се запросиме меѓусебно, значи не може настанот така да помини. Actually, yes. I would like to say something. I was waiting for the right moment. And now I want to say, Jana, I love you very much. Would you marry me? Уха! Леле! Колку беше се спонтано и недоговорено да не види јавноста. Абе, Јана, нели you would dance alone, ама изгледа не си била сама. Ајде, здраво и живо да е со лес. Одиме понатаму. Нова вест на Нова ТВ. СЈО го замрзна имотот на Сеат Кочан, пошто човекот, како што изјави неговиот адвокат, не е достапен од 9 март, заминал на бизнис патување. Од толку бизнис патување почна бизнисов да му се распаѓат. Почна да смрдит работава некако. И затоа СЈО реши да му го замрзни имотот, за да не се расипи, дур се вратит газдата. Од понеделник, Македонија без градоначалници. Не е ненадејна епидемија од издавање бугарски пасоши по итна постапка, не е, туку веќе мандатот им виси на конец. 10 работи кои сигурно ќе се случат ако Македонија нема градоначалници се следниве. Ќе снимат материјал на вести за отворена нова канализација. На сите ќе ни недостига таа атмосфера, би рекол во вестите. Рестораните ќе изгубат добар дел од трошоци за деловен ручек. Шарска и градоначалник во речник се зборои еден до друг. Локални приредби и културни манифестации ќе почнат навреме. Ќе немат почекајте уште 15 минути да видиме градоначалникот дали ќе не удостои. Канцеларијата на градоначалникот буквално ќе е отворена за граѓаните или например, на портирница, кој ќе ти речат градоначалникот не е тука, за прв пат тоа ќе е точно. Ќе нема отварање на нови кружни, на нови семафори, на слепи улици, значи автоматски во Македонија ќе опадне производството на асфалт, ќе нема кој да обрне внимание на новата фризура на секретарката. Штета, се потрудило момичето, ама за кого? Трошоци за службени патувања и дневници рапидно ќе опаднат и со тоа ќе има зголемување на буџетот и врти сучи пак. Значи повторно, македонската економија ќе е најдобра на светот. Остваруваме. Зато странскиве служби сакат да не разнебитнат, затоа што ние имаме најака економија, почитувани дами и господа, не на Балканов, на светов. Како што македонец може да живее со 100 евра, значи никој не може. Зелено стотче железни врати отвара. Моментално ситуацијава со градоиве во Македонија е како во див запад. Во секој град има локален шериф на кој што в понеделник му истеквит мандатов и после не ќе имат кој да го заштитит градов од странски пиштолџии. Македонија ја обзеде паника, ако нема градоначалници, значи ќе нема и советници, ако нема советници, автоматски ќе нема сведоци во матично. Значи, не ќе мојме да се земиме? Летниковецот на плоштадот Македонија е новиот украсен елемент во кој младите брачни парови ќе може да направат фотографии за денот на нивната венчавка. А со овој елемент додатно ќе се збогатат фотографиите на многу младенци. Да, нивните фотографии ќе се збогатат со затворена врата во матично. Цела сезона ќе се пропушти и овие градоначалници.
Значи јас стварно не знам. Сега најдоја да им завршит мандатот на 15 мај, точно кој е шпиц сезона на свадби. Абе, не знам што се дешава, бе, почитувани дами и господа, како проколнати да сме. Прво ни забранија македонска музика. Ела направи свадба без музика. Свадбава на муте. Ќе порачаш песна и секој во себе ќе си ја пее. Шо правиш бе? Запеа? Во себе. Па после може да се свири музика, ама авторски права треба да се платат и кумот нормално пред да почне свадбава треба да достави плейлиста за да е се регуларно. Сега сето отко се среди немало градоначалници. Па јас не знам што се дешава. Автоматски матично не работи. Јас не знам што кај ќе терат вака работа. Ти колку и да се трудиш со ваков однос, трето дете не се прави. Значи вака автоматски ќе се намали наталитетот на Македонија, а со то после 20 години знаеш колку помалку работна сила ќе имат Германија, зашто е принцип на сврзани садови. Ќе немало сведоци. Абе, дали кај Цеца на свадба смееше да немат сведоци? Сведоци колку сакаш, ама никој ништо не виде, знаеш, бум, 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 ќе те погоди в срце песничето. Од матичните служби изјавија, џабе паника, не паничете, свадби ќе има и без градоначалници. Идеме, не може нам нико ништа, јаци смо од судбина. Судбината на колена пред градоначалникот. Важно е младите да се сакаат. Улогата на советниците е минорна. Да, знаеме дека е минорна. Се приметви по функционирањето на општините. Абе, тогаш кој ќе ти треби, тогаш советник не можеш ни за лек да најш. Амо градоначалниците во текот на своето работење дадоа се од себе. Значи, буквално се од себе. Правиме акција 2 пати годишно, даруваме крв, нашите активисти, членови, симпатизери, денеска на овој ден доаѓаат и имаме неколку рекорди за сега, 120 беше максималната бројка пред некој период. Тој што ќе прими крв од градоначалник, нека издржи, има да му скокни холестеролот 500. Ти знаеш во текот на еден ден колку средби тој човекот треба да направи за секоја шахта на улиците по една шарска. Зато ние Охрид си имаме градоначалник експерт за кардио. Новата влада ќе мора да ги запре барокните проекти на ВМРО ДПМН. Супер! Само многу ме интересират како тоа ќе се случи. И ги остат започнати недоизградени објекти. Проектот ќе се вика Скопје Карабина 2017. Абе, вие сваќате дека за цел град се работи, и то не било кој, главниот. Метрополата не е ова Пехчево, па се изградила нова барок сендвичара, ајмо топол сендвич со плескавица и сос од Александар. И виделе дека сендвичиве не се тоа што требит, не се продават баш и готово. Ај, ќе ја затвориме сендвичарава, никому ништо. За цел град се работи, Скопје 2014. Пошто изгледат ко сценографија, јас викам да смениме сега сценарио. Нека, така, секако нас јако ние да сме во филм. Ама сепак мислам дека не треба да се мачиме со то како и дали ќе се реизгради Скопје, пошто во светов постојат двајца тинејџери кои што обожаваат игрици со пукање, иако многу американски психијатри Трамп го прогласија за нестабилен. Соросоиди едни. Сепак, многу поверојатно е дека првиот напад би потекнал од Ким Џонг Ун.
실속 있게 진행하는 것과 함께 백발백중의 사격술과 무쇠 같은 체력을 소유한 펄펄 나는 일당백의 삼권들을 존귀시켜야 한다고 하시며 지령중 사격 요리도 가르쳐 주시었습니다. Дете во се заигра со тој џојстикот, заборај да јај. Ова едва и чекат да остегни црвеното дугме. И тоа ќе се случи. Кога еден ден Ким Јонг ќе се разбуди цабајле и ќе свати дека имат глупа фризура. И цел свет ќе му е крив. И ќе видите што ме зафркавате. А Трамп ќе му се смее зашто и уште нема сватено дека и нему фризурата му е глупа. Се поставува прашањето. Ако Трамп и Ким Џонг го стегнат џојстикот и почне нуклеарна војна, што ќе се случи после? Ништо. Ќе имат гужва на небо. И прво ќе ги пуштат тие со бугарски пасоши. Легендарниот Калински заминува во пензија. Уживањето во спортот веќе нема да е исто, го паметиме и како дел од динамичното дуо со Панчев. Ова се нивни најпознати изјави. Може ние од Скопје да видиме, судијата не може од таму да види. Даре, цар. Најдобар лек за повреда е мирување. Значи, цар човече. Ќе го прашам Аце Русецки, дали пред надпреварци удираат шлаканици? Јас не сум коментатор, далеко од тоа. Јас сум чирак коментатор. Ако е точно дека си оттаму од каде што ти е сопругата, тогаш тој е струмичанец. Златко Калински. Некогаш со народници, денес прекрасни соседи. Незаменлив, значи. Си викам, кога се што ни се случува во Македонија би било надпревари, кога Калински би го коментирал од прилика, вака би звучело. Неизвесен надпревар во кој победникот ќе биде неизвесен. Се уште сме жртви на надпреварот, позиција, опозиција, кој се одигрува, каде ако не во арената на собранието, во кој ненадејно влетаа разјарени небаре шпански бикови, навивачите на заедничка Македонија, а оддалеку Сорос како да диригира до последна нота во оваа политичка партитура со тотално нефудбалски фактори, делириум на трибините во собраниската арена, развиорени црвено-жолти знамиња и бакнежи на сите страни. И сите се прашуваме како да се скрши оваа замандалена врата пред голот на Иванов, кој како Джиджи Буфон се надева дека ќе ги издржи пеналите. Очекуваме во последна минута да се врати Кочан од службено патување. Еве и навивачите на СЈО скандираат: врати се, врати се! Лайк и фолоу и најважно subscribe, надпреварот заврши.